Еве се враќаме назад во студиото, навистина доста интересни теми отворивме за време на рекламите, различни теми. Гледам дека Милена и Мартин некако отворија некоја тема. Милена кажа дека нешто мора да спомнеме, да слушнам што, нешто важно си кажа. Да, кога зборувавме за менопауза, за вежбање, Мартин кажа дека сака да спомене истата тема во однос на тоа како може природата да ни помогне. Ајде, Мартин, менопаузата е првично една состојба која што всушност прелазна состојба кај жената која што се случува, значи да, генерално знаеме дека на 40 години жена може да влезе во менопауза и слично, меѓутоа нема правило генерално, бидејќи тука има многу други влијанија кои што влијаат на влегување на жената во менопауза и слично. Меѓутоа, народната медицина, тоест алтернативната медицина и текако има решенија за оваквите проблеми, значи може да се третираат и симптомите, меѓутоа може да се третира и самиот проблем. Генерално, најпопуларна билка која што ја препорачувам, тоа е желфијата, Salvia officinalis по латински. Желфијата е одлична при потење. Значи, симптомите на потење, зголемена валунга и слично, драстично делува на намалување на потењето, меѓутоа воено и делува како хормонален балансер. Генерално во тој период на предменопауза и за време на менопауза се користат билки кои што содржат фитохормони, тоест природни хормони, бидејќи знаеме дека класичните хормони често доведуваат до гојазност, доведуваат до подувување и слично, каде што всушност го имаат обратниот ефект. За разлика од фитохормоните, односно природните хормони кои што се наоѓаат во билките, всушност делуваат на балансирање на хормоните, значи да немаме превише, ниту да имаме премалку. Такви се црвената детелина исто така одлична за менопауза, желфијата како што веќе кажав. Тука е многу добра копривата, морам да напоменам дека копривата е одлична за сврзување на вишокот на хормони, значи генерално за одржување на женско здравје, поготово семето од коприва и воедно за тероидната жлезда која што претходно ја спомнавме, бидејќи во копривата исто така се содржи јод, односно конкретно во семето. Па доколку би се комбинирала копривата со млади оревчиња и со мед, имам изванреден лек за хипотиреоза, односно за проблеми со ТСХ хормонот кој што е на тероидната жлезда. Други билки кои што се користат во менопаузата се ајдучката трева, виракот исто така. Меѓутоа сите се овие за намалување на симптомите на менопаузата и воедно издржување на тој период. Но народната медицина ни нудат исто така многу билки кои што делуваат и помагаат за враќање на циклусот кај многу жени. Првично морам да го споменам и воено да ги поздравам сите мои пациенти кои што го користат лекот за плодност кај мене, кој што ни е стар 250 години, значи тој лек генерално го враќа циклусот, значи жена може да биде и јас сум имал искуства каде што жена останува бремен и останува од лекот и дава на нејзината мајка која што е 60 и кусур години и веќе продолжува и она за некоја недела добива циклус. Мајката? Да. Значи највозрасната пациентка која што се уште до ден денес има циклус е 74 години. Вау. Која што го користи за да го врати циклусот и воедно, бидејќи кога има жената циклус, всушност е здрава. Се чисти, да, и воедно ја имаме таа виталност и тоа подмладување. Така да, тоа е една работа, меѓутоа, она која што можат во домашни услови да се спрема, тоа е комбинација на чај од пелин и на чај од жалфија. Значи комбинација од овие две билки, едно кафено лажиче пелин и едно кафено лажиче жалфија, се попаруваат со 500 мл зувријана вода, половина час да стои, се процедува и се пијат 2 шолји на ден, односно тие 500 мл се делат на 2 дела. 30 минути пред јадење чајот да биде незасладен, морам да напоменам дека е многу горчлив. Меѓутоа овој чај конкретно се пие 10 дена, па се прави пауза од 5 дена и потоа повторно се продолжува. Е одличен за враќање на циклусот и воено морам да напоменам дека пред чајот да се пие наутро, многу добро во шолја со млеко, по можност домашно или било какво млеко, да се додаде едно пакетче цимет, односно 5 грама, да се промеша и да се испие сето тоа. Бидејќициметот ја подобрува циркулацијата, конкретното долниот дел од телото, значи носи крвта до гениталиите и воено го загрева и го активира тој дел. Значи, толку многу работи сме научиле, само накратко да те прашам, од каде целата оваа едукација? Кој во фамилијата кај тебе
ти го наследи? Вака, значи, првично траварството, односно билкарството е нешто кај нас кое што е со генерации, да кажам. Најголема чест и најголема гордост ми е тоа што сум наследник на првата генерацијска билкарка во Македонија, Лиљана Гроздина, која што нажалост пред 5 години почина, значи тоа е мојата тетка која што ми беше втора мајка и која што всушност ми го отвори патот за билкарството. И сметам дека беше најдобрата билкарка во Македонија, пак ќе кажам, ми е чест и задоволство што и сега зборувам за неа, меѓутоа и моите баби кои што исто така се бават и имаат познање огромно за билкарството, моите прабаби и прадедовци кои што сепак тоа се традиции, да, кои што се наследувале од колено на колено, кои што се пренесувале. Меѓутоа нивното знаење, јас ставно велам дека и покри тоа што сум школуван, да кажам, во оваа област, сепак го вреднувам нивното знаење повеќе. Зошто? Бидејќи школувањето е колку да имаш диплома, да кажам, и да она што го работиш е легално и слично. Меѓутоа тоа знаење, искуството со пациенти, како билките делуваат и слично, нема да го научиме на школа. Нема кој да ни каже. Туку искуствата со пациенти и како одредени лекови делуваат на сето тоа, бидејќи генерално, еве конкретно за Институтот на природна медицина, кој што го имам завршено за доктор по природна медицина. Генерално составите на билките, што билките содржат и слично, меѓутоа тие некои посебни специфични лекови кои што во народната медицина ги имаме, а верувајте дека нашата етномедицина и народна медицина е пребогата со разноразни лекови, само луѓето ги мрзи едноставно да отворат, да прочитаат, а се имаат достапно на интернет. Да се едуцираат малку, така е. Би сакала Христина да ја прашам она од кој го наследи талентот за сликање, за мода или од мајка ми и од татко ми. Од мајка, исто и они имаат нешто слично завршено или како? Не, они си има сосема други струки завршени, значи уопште немаат никаква додирна точка со тоа. Правен факултет и сега заборев мајка ми што беше за нешто слично на, мислам дека на твое. За медицинско лице? Нешто медицина, ама со природни нешто науки, заборев пошто не сме многу зборувале. Можеби не. Добро. Значи сосема различно од она што ти го работиш во моментов, апсолутно, да, али они цел живот едноставно тоа им се биле хобиња, татко ми со трговија, со дуќан, со бутик, со едноставно такви работи, шаблони, интересува, значи интерес за шаблони, мајка ми дефинитивно цртање и сликање. И реално јас сум родена со тоа. Ја не можам себе си да се замислам во ниедна друга сфера нешто да работам. Се родив, отворив очи, почнав да одам, да зборувам, значи ома си почнав со цртање и со сликање. Седејќи со мама, дај ми моливче, дај ми бои, купување тетратки, блокови, кој знае колку, значи се купило, се имало во дома, уште чуваме, значи не знам, цела соба мислам дека може да се собере колку такви работи има и не можам се замислам во друга сфера. Ме бива за природно-математички науки, дефинитивно, хемија и математика. Да, чак... Чудно, мода и математика. Морам се пофалам. Морам се пофалам, си треба, да. Морам се пофалам во основна школа како стран државјанин во Црна Гора, ги заменував наставничките во 8 и 9 одделение. Зашто? Бидејќи ме многу биваше за математика. Што збориш? Да. Така да, дефинитивно си треба во модниот свет. Шаблоринање, значи едноставно кроење, си таму треба математика, не е се цртање и ќе се облечам, ќе направам на кукличка како што представуваат на социјалните мрежи, тоа е многу голема грешка, не е толку лесен, многу тежок и скап спорт е модниот дизајн. А кажи ми, кај имаш завршено средно, кажа? Средно имам завршено во Црна Гора, во Цетиње, Петар Лубарда. Зашто? Средно уметничко, за сликар. Аха. Да. Добро. После се врати во Македонија, така? После се вратив во Македонија, тоа беше од самиот старт план. Иако имам завршено и основно средна школа таму во Црна Гора, никогаш не се осетив дека припаѓам таму. Да? Да. Тука се осеќаш ли дека припаѓаш? Апсолутно. Затоа сакаш и ти тука да останеш. Секако. Супер. Пред да одиме со фотографиите, би сакала само и Владимир накратко да го прашам за една тема која што исто доста актуелна, е тоа дека луѓето еве може нешто ќе ослабат, ќе изгубат некои килограми, веднаш после тоа ќе ги вратат тој јојо ефект кој што го зборат сите. Зошто тоа се случува? Зошто не можеме да останеме или како што сакаме да бидеме кога ќе симнеме некој килограм? Не можеме, пошто луѓето влегуваат во екстремни диети за да
постигнат нели некаков брз резултат. Тоа значи дека го спуштаат калорискиот внес и е неодржлив на долг рок. Значи тоа гледа да го направат нели 1 месец, 2, 15 дена колку може да издржат. И телото тогаш губи нели почетно некои килограми, меѓутоа брзо се навикнува на тој внес и застанува. И особата е погладна, нели, не се чувствува добро и тогаш почнуваат тие прејадувања. Се отвара, започнуваат тие прејадувања и значи не само што ќе ги врати истите килограми, него качува секој пат и повеќе. И на секое тоа нели повторно слабење, односно диета, организмот е веќе навикнат и е паметен, знае што ќе му се случи, ја штеди енергијата, значи гаси, го успорува метаболизмот и така да на секој после поголем внес на храна која ќе не можеш да издржиш ти, нели? Нормално е таков низок внес. Повеќе јадеш, повеќе лепи телото и така се врти тоа у круг цело време тој јојо ефект. И добро, што е решението на пример? Како да мора да има некој решение? Решението да се прави јасен план на исхрана постепен, значи постепено усимнување на калории, повеќе оброци, доволна количина на протеини, јаглехидрати, масти, нели? И полека се симнува надоле. Мора да биде тоа проследено со тренинг. За да иде процесот како што треба, бидејќи вие при процесот на слабење почетното што го губите е вода, мастите не се губат така лесно. Првин се губи мускулот, а мускулот е скапо ткиво. Тешко се прави, меѓутоа лесно се губи. Организмот го исклучува тоа, го гледа како непотребна работа во тој момент и си вика чекај, јас ќе потрошам мускул, ќе isfрлам вода и сега ти на вага застануваш, гледаш дека имаш минус 5 килограми, а реалноста не е точно, бидејќи тие 5 килограми ти може да ги вратиш и за 2-3 дена, значи било вода и мускул повеќе. Да. Имаме фотографии, Владимир, режија ве молам од Владимир да ги подготвите фотографиите, затоа што ни прати трансформации, тоа се од клиенти со кои што работи, како што кажа Владимир, работи и онлайн менторство, значи не е само нели физички активности, туку е цел план и програма на исхрана. Па ако може еден краток коментар, ве молам режија фотографиите. Ајде, повели Владимир. Ева трансформација е постигната пошто ми е најтазе, за 7 недели. Значи овдека, например, ослабевме, мислам дека негдека 4 килограми на вага, меѓутоа како беше 10-12 сантими во обем. Значи го задрживме мускулот, мускулната маса, Ова се две различни господи, Владимир, извини? Не, една иста. Една, така сите фотографии. Тоа е горе пред и потоа, ама нели триагли се напред, назад и на страна. Сега на која фотографија како ќе ми текне, пошто ги извев тие нели клиенти. Да, во обем јас ја гледам последната фотографија и првата ги споредувам. Ова е веќе некој подолг процес, да кажеме. Да, тука драстична разлика. Драстична разлика. Затоа не зборевме, мажите често се жалат, ајде ние жените целулит, мажите пивски стомак. Да. И кај мажите се појавува целулитот, да, меѓутоа најчесто на стомакот. Меѓутоа ако ќе го направиш ти стомакот убав со јадење, квалитетен, се растегнува кожата и не се приметува целулитот. Меѓутоа процес на инсулинска резистенција, тоа се должи на инсулинска резистенција, не секогаш меѓутоа. Точно, да. Значи каков тим сте вие двајца, ми се допаѓа. Да, ми треба заедно да работите двајцата. Еве тука имаме пекс, може да се сикс, ама се пекс. И ето ова се драстични промени, да. Значи ова е процес кој што бара клиентот ептем да биде фокусиран и посветен. Значи не од јади, не јади еден план на исхрана кој што се следи. Значи ова збориме се поднесува извештај, секоја недела мене клиентот ми поднесува извештај. Што е јадел, што е испочитувал од исхрана, кои намирници му сметаат, кои не му сметаат. Дали ќе го стимнеме калорискиот внес, дали ќе го качиме, дали ќе намалиме протеини, дали ќе зголемиме. Манипулација за да се постигне ваков резултат. Ова веќе ми се допаѓа. Да. Ова ние сакаме. Види колку убава трансформација. Стомакот навнатре, задникот нагоре, ногата тука убаво издефинирана, што повеќе. Прекрасно. Точно. Се согласувам. Леле, сега сум измотивирана и јас се теретам на тоа. Еве и тука. Ај, браво. Ова е повозрасна госпоѓа, можеш со коментар да прилика за колку месеци се постигнува, Владимир, генерално горе-доле ваква трансформација? Почетна трансформација почнува уште за 1 месец, за 4 недели.
Добро. Значи за 8 недели веќе ти си во процес кај што имаш мускулно-нервна адаптација. Се забележува веќе. Па да, веќе си ти во подобар тренинг, веќе знаеме кои намирници ти одговараат, кои не. И сосема веќе телото. Дај ми коментар на фотографијата, те молам. Овдека е дечково на минус 100 килограми, ако не се лажам, од 180 Колку ви е благодарен овој дечко? Можам да замислам. Благодарен е. Друг човек. Да. Ова не е истиот човек. Да, како да не е истиот човек. Браво. Леле. Мислам секоја чест. Браво. Ова е на пола пат, предпоставувам истиот човек. Истиот човек, не. Една слика, друга како бил, да, точно, не знам сега колку. Колку време Се тие. Година, една година е сигурно ова соработка. Одлично. Браво. Добро. Ти благодарам многу, Владимир, за фотографиите. Знам дека има многу, нели, споделува, ќе кажеме, следнаш на социјалните мрежи, кој е заинтересиран малку повеќе за едукација, за трансформација, секако може да го следи. Владимир Куновски е на Инстаграм. Би сакала да одиме со фотографиите на Христина да видиме што таа ни прати и ни подготви. Тука сега малку ќе видиме нешто мода, нешто не знам што, така на кратко јас дзирнав, ми ги даде уметничка нота во секој случај. Да, од Христина, повели Христина. Ова е една од моите омилени слики која имам насликано. Големо платно, 170 сантима, со 120 широко, значи дефинитивно поголемо од мене платно. Браво. Стилот ми е реализам, дефинитивно со мешавина на барок, значи тука сум си old school. Не преферирам многу модерна уметност, експресионизам и експерименти со боја, со такви некои работи. Реално анатомија се како што старите мастери на уметноста имат правено. И многу ова слика имат барано да се купи, меѓутоа не ја давам, си стои Не е дома. на продажба. Да, си ја Добро. чувам дома. Исто така некој реалистичен портрет, чисто пример. Тебе цртам? Да. Ова е награда во 2022 година, која што ја добив од Убавина и здравје за инфлуенсер на годината за уметник. Браво. Тука исто почна активно да идеме и на секакви прослави, они што ги прават во током една година. Ова е тој дизајн кој што почна се и брендот и унисекс дизајните, темите едноставно, што чим го објавив одма се продаде. Браво. Твое парче, црвено ова, така? Црвено, да. Циклама не видов. Црвено. Во средина е мој дизајн, кој што бевме во Романија во 2024 година во Сибију, блиску Трансилванија. Тука исто бев со моите професорки, со директорката на мојот факултет. Бев представник на факултетот таа година. Ова како од цртаните филмови, како се викаш ова? Малефисент, многу. Малефисент, да. Ова е најновиот дизајн кој што беше сега прикажан на Скопскиот моден викенд во 32-ра, мислам, сезона дека им беше оваа година, инспирирана од Ренесансата и сликата Раѓање на Венера од Боттичели. Ја затвори ревијата, еве ги сите три дизајни што кои се представив сега пред 2 месеци беа. Да ги споредам со претходните, навистина си експерименталец, значи Да, различни, Да. сосема различни, а види колку преубаво сето тоа Ти благодарам. склопено. Ова сме ја и Стефан, еден од мои најблиски, значи пријатели и партнер во работата, кој што е со мене од самиот почеток. Тука сме на роден ден на Убавина и здравје и двајцата носиме мои парчиња. А каде може да те најдат ако сакаат да носат твои парчиња? На социјалните мрежи, да, така? на Достапна социјалните си мрежи секаде? достапна сум, Само да. кратко. Да, истиот дизајн, само малку по. Многу добро изгледа. Пре. Ово е ствари инспирација од готичките, мислам, готичка тема, инспирација од 16 век, жените кога биле прогласени за вештерки и восполувани. Да. Мислам, не Целиот излишно фустан е, тоа што се целиот случувало, фустан, ама да, многу целиот добра фустан е символика. направен од газа, уствари е испогорен, да, го палев со упалјач за да има скроз визуален ефект. Најубав уста. Одлично. И релативно еден од најпознатите дизајни ми е, значи и во Романија, тука и во Скопје ден се коментира. Браво. Ова е 2021 или 2 Lost Frequencies, кога беше на Охрид Колинг. Аха. Имав желба да го нацртам, ме виде и се качив на бина. Леле колку Да. Ме имаше на сите Спонтано, портали баш реално, убаво. и страни и наши.
Годинава сакам исто пак да направам, идам на Лимп Бизкит сега за 1 месец. Сакам пак да насликам и исто така некој портрет. Ќе видам дали ќе имам среќа. Ајде, може ќе те одберат, па ќе видиме со Ако не пробаш, нема да знаеш. Така само напред. Точно. Ќе гледаме ние на интернет. Да. И ова е сликата нели што ви ја пратив да се представам. Прекјут. Благодарам. За на форшпан, баш форшпанска слика. Форшпанска слика и извини, јас ве прекинав, Милена те праша каде да те најдат луѓето, каде изложуваш, значи само на социјалните мрежи? Социјални мрежи ме знаат како Горгиева, подпишана на Инстаграмот и исто така на бајото ми стои профилот кај што нели за дизајните ми се објавени, не објавувам се. Повеќе сум фокусирана на тоа со ревиите што ќе направам од колекција, не дека не правам нели зборувавме и за нарачки. Сега летово ќе имам актуелни нарачки кои што стварно верни клиенти ме сочека да завршам, да дипломирам и едва чекам да почнеме пак да работиме по мојата професија. Многу фини луѓе се во прашање со стил, со желба да биат уникатни на улица без да им е страв и срамота како ќе се покажат. И како ќе кажат луѓето како изгледаат, како ќе ги коментираат? Екстравагантни. Ау, браво! Тоа ми е првиот збор за мојот бренд и мои дизајни кои ќе ги носат луѓето. Па ништо, еден ден ја и Милена ќе носиме твои некои дизајни тука на емисија, се појавиме ние екстравагантни да бидеме што ќе бидеме ние ќе ми биде задоволство. Кошулче, како кошулче ќе давам по Малифисент некој ден. Тоа ќе биде интересно за гледање и многу споделуваме со тоа. Апсолутно. Ти на Милена која некоја улога? Вештарка од 16 век. Ова беше, извини вака, не знаем дека така ме доживуваш. Ама не е во убав. Се шалам. Ама нема да не спалат. Затоа што е 21 век. Нема да не спалат. Само ќе се плашат од вас колку се јаки. Така. Ќе ги плашиме. Ќе видиш, ќе ти дојдам у Велес за една недела, ќе видиш. Ако не е проблем, брат, отворен. Вештарките по билките, знаеш како ќе ти легнат таму има да соберам билки, ќе видиш. За Грѓовден. Ама изгледате сврсти од тие по-добрите, знаеш, има и лоши, има и добри. Има тие што исполнуваат желби добрите. Не, Мартин на Милена чај против уроци да ја дадеш таму некој да како против уроци ми рече Вештарка дека сум може знаеш. Види Вештарки тогаш ги не викале нас билкарите. Значи првично Тоа е комплимент, он сакаш да бидеме партнери. Астролози, билкари, луѓе кои што знаеле за звездите, генерално биле нарекувани вештари, биле спалувани. Да се насмеем. Ова е за реални ден денес истои уште као уште Па како не задно ќе бираме билки за тоа мислам. Да. И ти како вештарка ќе ги објавуваш на интернет, он ќе ги продава. Може. И бизнисот ќе трета. Ќе се ребрендирам. Добро, може. Добро, имаме фотографии од Мартин. Еме нема на фотографиите уште, последното го снимање. Ама те гледам таму позади дрвијата. Да, како дзиркам. ќе искочи кај да. Извини, Мартин. Да, ова е на кожув, ова е мечкин лук или сремуш. Билка која што најчесто расте зимниот период. Одморете малку, стоите, чекај, многу брзо ми отиде фотографијата. Ако може да вратат само. Се сплаши од мене сега Вештарка, дека сум се вика, чекај. Зафо се вика, чекај да сменам Вештаркава да ја снима. Повели? Ајде отиде. Ова е дивонане, билка која што одлична за киселини, билка која што одлична за секакви желудочни проблеми, значи се бере ова билка, се суши, потоа се меле во машинка за кафе, се конзумира 3 пати по кафено лажиче, разматено со млака вода, значи не се прави чај, туку се зема како прашок. За 40 дена, значи киселината е решава за стално. Уште наречена дивонане, коњски босел и кислично. Ова е 2023 во Сокобања, надпревар за Јован Билјобер, ова е надпревар на балканска основа за билкари и воено запознавачи на лековитите билки. Ова е прво место кое што го освои во познавање на лековитите билки и воено диплома и сертификат за одличен познавач на лековитите билки, меѓутоа и како припрема на чаеви и слично. Добро. Награда добив за моите лекови производи. Браво. Ова е на истиот тој настан, значи од пред 3 години сум професор на заедно на овој настан, на оваа манифестација.
Значи, генерално, јас сум по фитотерапија, односно по народна медицина. Имаме уште еден професор кој што е ботаничар и уште еден кој што е фармацевт. Значи, овој дел е всушност објаснувам како таа билка наоѓа примена во народната медицина, рецепти и слично. Фармацевтот кажува кои компоненти ги содржи билката, додека ботаничарот каде се наоѓа. Значи, имаме настава и во училница, како теорија, меѓутоа имаме и пракса каде што одиме во природа, нели, ги всушност им ја покажуваме билката на терен, ги береме билките, па ги терав еве тука хербариуми да прават. Се со цел да се осознаат повеќе за билките, така да тоа е овој. Браво. Ајде. Режија. Ова е познатата магиска билка расковник. Верувам дека многу имаат слушнато. Ова е на ртањ. Меѓутоа ја има и овде во Македонија, но нема да споделам каде, бидејќи е првично многу ретка билка. Мора да ми кажеш мене каде и да наверам. Многу барана билка, бидејќи расковникот самото име значи да разоткрие нешто. Генерално луѓето, особено во Србија, значи е билка која што ја ценат премногу, која што ја користат за привлекување среќа, пари, берекет на предилу, заштита, да. Предноста да се биде вештерка, Милена, гледаш, значи само ти ќе знаеш. И всушност Ќе видиш како ќе дојдам, кога ќе ја наберам билката, колку пари ќе метат. Ќе никне во студиото. ова е геномел, особено сум горд на овој мој производ кој што е веќе 2 години, значи ова е мој личен производ кој што го долго време ми требаше да го остварам. Зашто е ова? Ова е за секакви женски проблеми, значи миоми, цисти, полипи. Геномелот е првично мелем кој што се користи значи на улошка и е за сите женски заболувања. Супер. Добро. Ова е високата врбовка, која што е одлична за простата кај мажите, меѓутоа за хормонален баланс кај жените, за сите проблеми со уринарни патишта и воено за ноќно мокрење. Ова е на Пелистер, мислам дека беше. Да. Ова е мајсторското писмо каде што пред 2 години Србија, Синдикатот на Република Србија за занечиство официјално ме прогласија за билкар и воено ми овозможи работа во Србија, каде што со ова мајсторско писмо кое што ми го доделија, значи имам можност да отворам билна аптека или некоја моја институција за што е поврзана во тој домен, бидејќи повеќе години значи учествував во тој, како што кажав, надпревар за билкарство и за препознавање на билките, така да самиот синдикат имав прилика и чест да ми го додели тоа мајсторско писмо. Овде мора да ги прекинеме фотографиите затоа што некако времето премногу брзо помина. Јас ми останува само да ви се заблагодарам на сите тројца што бевте наши гости, да ви посакам навистина многу успех, многу успешни резултати во се што правите. Здравје, среќа, љубов, пари, на љубов, пари, билки, многу здравје и да помагате понатаму на многу луѓе. Ете така и да ни дојдете со да помине некое време со некои нови резултати, нешто и нови фотографии со нешто ново да се пофалите. Благодариме. Ете така, вие почитувани гледачи, останете на програмата на Канал 5, се враќаме за кратко.